За увоз на странски работници се зголеми од 5 на 7.000. Владата ја изгласува одлука на последната седница, а вице-премиерот Фатмир Битики ја соопшти на состанокот со делегацијата на германското стопанство во земјава. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека ова зголемување од дополнителни 2000 странски работници ќе го ублажи проблемот со недостаток на работна сила во земјава, но оваа најнова квота, вели Димитров, најверојатно ќе биде примала за наредната година. Во овој момент зголемените барања за увоз на странски работници ќе се на еден начин реши со ова зголемување на квотата, но јас сум сигурен дека за идната година веќе и таа квота ќе биде мала, затоа што сум информиран дека многу компании се во тек на подготвување документација и соработка со разни агенти за увоз на работна сила во Македонија. Димитров смета дека треба да се улесни постапката за увоз на странски работници во земјава, а по примерот на Србија и другите земји на Балканот. Затоа што овој закон кај нас како што е правен во време кога сме имале многу голем број на невработени, така да има доста големи пречки со цел као да не се зголема невработеност во Македонија. Но во овој момент може би ни треба и нов закон затоа што процедури се навистина многу тешки, бараат многу време, многу напори и од компаниите кои треба ова да ги вработат странците и од самите лица кои треба да се јават тамо во конзуларно-дипломатските представништва надвор од земјата. Но според Кристина Ампева од Гласен текстилец, во моментов не се знае ни дали е пополнета квотата од 5000 странски работници во кои сектори, па според тоа да се знае за каде се и новите 2000. Таа посочи дека на ова треба да одговорат од Организацијата на работодавачи и владата, но и дека со ова може да се намали цената на трудот на македонскиот работник. Дали е пополнета моменталната квота? Каде се наоѓаат тие работници, во кои индустрии се наоѓаат и во кои региони се наоѓаат? Првот на тие прашања треба да ни одговорат репрезентативната организација на работодавачи, дополнително заедно со владата, бидејќи тие ги носат овие политики. Првично тоа, за да видиме и дополнително се праша за каде се планираат останатите 2000 работници, нели се зголемува квотата, бидејќи вака моментално ние немаме одговори каде се моменталниве 5000 и зашто ни се останатите плюс 2000. Дали со ваквите изјави, со ваквите политики се планира, не знам, да се намали цената на трудот на македонскиот работник, да се исплаши македонскиот работник и на крајот гледаме дека повторно сами себе си го рушат угледот и она што треба да значи економија во една држава. Инаку анализите на вице-премиерот Битики во март годинава покажаа дека во земјава недостасуваат 10.000 работници, а најмногу во секторите градежништво и угостителство.